Преминувам на третото прашање до министерот за економија. Како владата мисли да го реши случајот со загубарот Охис, некогашниот наш гигант? Сите вработени од 2013 наваму, а пазите, мнозински собственик таму е владата со над 80%, имаат статус на невработени и се пријавуваат регуларно во Агенцијата за вработување. Некои од нив остваруваат трајно право и се обештетувани со 7400 денари во месецот, но многу, над 800, им истече правото на надома за невработеност, поради што? Поради тоа што не им се уплаќани придонесите од 2012 до 2014 година. Се создаде една голема група на социјални случаи, замислете, во една фабрика, каде што нездраво се работеше, која што ги труеше, каде што луѓето го оставија своето здравје во својот работен век. Имате неисплатени по 24 плати. Вкупниот износ на долг изнесува околу 347 милиона денари. Исто така, има една група на луѓе кои што заминаа 2009 година, иако од 2007 владата управува со овој гигант, бивши, без никакво право на надомест. 15 тендери за продажба на Охис беа отворени и затворени. Пропаднаа. Со право во јавноста се создава впечаток дека или не сериозно се третира овој проблем, кој што е жесток, горлив, се создадоа на вистина социјални случаи, тие завршија со протести пред владата, ако се сеќавате. Но во оптек се и многу шпекулации дека намерно не се решава овој проблем, бидејќи се работи за една многу атрактивна градежна локација, која што е инфраструктурно, транспортно решена, енергетски решена. Многу закони овде поминаа за градежништво, дали може би некаде таму некоја бизнис или политичка елита има свртено поглед и не се решава проблемот да се овој загубар обнови, да проработи едноставно. Ќе ви кажам еден податок, се проценува дека годишно преку 100 милиона евра се одливаат во странство за извоз на производи, што инаку Охис ги имаше во својата производна програма. Точно Охис имаше уникатна производна програма, освен некои производи за широка потрошувачка, кој што пополнуваше ретки индустријски потреби. Пропадна што пропадна, што сега прави? Што сега прави владата за да го реши проблемот и на луѓето, и на фабриката да почне да работи? Намерно брзав со прашањата, да си создадам време, да го прашам премиерот, зошто после цели 4 скоро месеци не добив одговор, писмен, анализа барав, не барав ни одговор, некаков политички, туку барав една сериозна анализа на моето поставено прашање во крајот на октомври, како Македонија стана најнеправедна држава во Европа и пошироко, мерено според Джини индексот. Значи, земја со најнеравноправна распределба на богатството, што значи огромна сиромаштија и мал број на олигарси. Точно од 2006 година. Значи, немав намера да го повторувам прашањето, мислам дека тоа прашање се уште му одзвонува на премиерот и се мисли на кој начин да го формулира и да ми одговори. Ви благодарам за внимание. Трето прашање упатено до министерот за економија. Одговорот се довиете од заменик од министер за економија. Повелете. Благодарам, председателе, почитувани пратеници, почитувана пратеничке. Благодарам за прашањето за губарот Охис. Охис е сигурно еден од најлошите примери на најкриминалната, односно најлошо направената транзиција во Република Македонија. И тоа е пример како претходната власт раководеше со овие фирми. Што наследивме ние во Охис, почитуваме пратеничке, компанија задолжена повеќе од 55 милиони евра, со нерешени имотно-правни работи, нелегализирано земјиште, без урбанистички план, фирма која што целосно е под хипотека на банките во Република Македонија
и огромен број вработени со неисплатени повеќе од 16 плати. И тоа е реалната ситуација што беше затегната во ОХИС. Компанијата неколку пати беше објавувана на оглас и со помош на владата и промотерите и министрите за странски инвестиции максимум се промовираше истата компанија кај најголемите светски компании во хемиската индустрија и многу од нив ја посети истата фабрика и пројави одреден интерес, но со таа технологија застарена, повеќе од 25 или 30 години технологија, која впрочем и дел од неа загадува, не може како целина таа фабрика да оди. Впрочем, минатата година, за да се реши статусот на 760 вработени, беа дадени отпремнини, односно статусот на вработените во ОХИС се реши со тоа што 760 луѓе подпишаа договори и подпишаа договори за отпремнини, со тоа им се реши нивниот правен статус. За останатите плати кои се пред 2006 година се права кои се уште ги имаат и се надевам дека во иднина тие исти права ќе ги остварат во некоја друга постапка. Впрочем, во ОХИС во моментот се ангажирани околу 70 луѓе кои редовно зимаат плата, но сакам да напоменам една друга работа, каде што во ОХИС во моментот се ангажирани повеќе од 500 луѓе, кој поголем дел се од луѓе од овие 760 луѓе кои подпишаа овие договори за отпремнини. Значи, 500 луѓе моментално во ОХИС работат како од различни компании кои ги имаат земено поголем дел од халите под закуп. Во иднина се бара некое решение, но во меѓувреме се решија поголемиот дел од имотноправните работи во самата компанија и се бари некое решение каде би се овозможило овие компании кои веќе таму ангажираат огромен број на луѓе да продолжат со некаква активност, односно да продолжат со овие работи и дел од некои погони кои сега се неактивни да се реактивираат. Значи, максимум се работи на овој, може да кажем, најголем наследен проблем во Република Македонија и во тоа се ангажирани и сите министри во владата на Република Македонија да се најде најадекватно или соодветно решение за ОХИС. Сакам да напоменам пак, ова беше најголемиот проблем и тој се решава. Благодарам. Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот господја Солза Грча. Повелете. Ви благодарам на одговорот. Јасно е дека ОХИС производ на таа криминална транзиција. Јас сум работела во ОХИС. Бев сведок на таа криминална транзиција и бев жртва на таа криминална транзиција кога работе во ОХИС. Но, помина многу време. Од 2007 година управувате, менаџерскиот тим управува со оваа фабрика и се уште се должат 24 плати, замислете, во износ од некои 347 милиони денари неисплатени, кои што за една влада која што фрла за непродуктивни трошоци не се апсолутно ништо, а за луѓето значи живот. Рековте, на овие им се дават по 7100 денари месечно, кои што оствариле трајно право. Но што со оние што не оствариле, што им истече правото на надомест за невработеност, и што со оние на кои што не им беа платени придонесите и не им се од 2012 до 2014 и со тоа не остваруваат, значи 25 години платен работен стаж, што е предуслов. Значи, што со нив, тоа ме интересира. И конечно, и во вашиот одговор не можам да исчитам што е проектот за ОХИС конечен. Дали ќе се продава? Дали и натаму, еве рековте, пропаднале такви обиди, тешко е да се продаде еден таков комплексен систем, поготово со застарена технологија. Но дали ќе продолжат тие обиди? Знаеме дека постојат фирми кои што можат да го употребат ОХИС на различни начини. Дали мислите да го реактивирате? Многу е битно.
Многу битно прашање за една цела категорија на луѓе. Се сеќавам на време кога имаше 7.000 вработени овој гиганта, сега веќе зборуваме за до 1000 луѓе вработени. И точно овие 70 ги знам, кои што се поранешни вработени ангажирани сега во ОХИС, да знаете дека овие невработени што шетат по улици и се социјални случаи, точно се загрижени за однесувањето на тие 70. Бидејќи слушаат дека изнесуваат, дека продават на своја река, дека издаваат простори таму, еден огромен, раскошен простор со не се знае колку хали и административни канцеларии и згради ОХИС. ОХИС не можете со кола да го довозите, а не да го довозите. Точно тие 70 исто така ги загрижува нивното неодговорно однесување, дали се ќе доизнесат додека овие ги нема во фабриката. Значи, ми интересира малку пошироката слика на државата, односно на владата, дали постои проектот се уште за продажба на ОХИС, изгрижување на овие луѓе. Благодарам. Пратеничката има дополнително пратеничко прашање. Одговор се доведете заменик од министар за економија. Повелете. Почитувана пратеничке, неисплатените 24 плати кои се од минатото на вработените, односно бившите вработени во ОХИС, се уште имаат правен основ како тие плати по судски пат да ги бараат. Дали во сегашна постапка или во некоја идна постапка. Што се однесува за ОХИС како целина, не може да функционира. Впрочем, и самата знаете, целата фабрика е попишена, односно собственици на ОХИС се најголемите доверители, односно банките. И како таква целина, таа е реалност и тоа не е од сега. Фабриката е заложена десетици години наназад и е под хипотека кај најголемите банки во Република Македонија. Решението, пак ќе спомнам, ќе се повторам, ќе се бара некако да се сегашните објекти во кои се ангажирани повеќе од 500 луѓе, а ќе спомнам пак грото од тие или најголемиот број од тие луѓе се бивши вработени во ОХИС, решението ќе биде на рестартирање на некои од тие погони и дозволување на тие компании што се внатре да продолжат со таа дејност и да ангажираат уште повеќе луѓе. Значи, решението ќе биде некаде во тој правец. Бидејќи продажба сега во овој момент е нереална, да зборуваме, бидејќи банките веќе ги имаат попишено овие објекти. И тоа е реалност, и самата знаете. Благодарам.